Разговори наместо презентација. Петтиот пакет мерки стигна до нова фаза, ама никако да стигне до оние на кои им е најпотребен стопанствениците и граѓаните. Власта повторно се правда со разговори со бизнисмените и синдикатите, пошто ќе се објавил пакетот во текот на следната недела. Денеска од власта на средби со коморите, во понеделник со синдикатите. Петтиот пакет содржи 30 мерки, а може да се поделат во 4 столба. Финансиска поддршка за исплата на плати и задржување на работните места, финансиска поддршка за ликвидноста на компаниите и граѓаните, мерки за поповолно деловно опкружување и директна помош за граѓаните, нагласи вице-премиерот Фатмир Битики по средбата со стопанските комори. Лидерот на опозицијата пак Христијан Мицкоски критикува дека мерките доцнат, но и дека тие нема да бидат доволни за пристоен развој на економијата. Да не бил притисокот од опозицијата, немало да биде прифатена мерката за субвенционирање на плати. Генерално сакам да кажам дека тоа не е доволно, не е ни приближно доволно за еден пристоен развој на индустријата, би рекол, и економијата, и познавајќи го карактерот и капацитетот на овие владени представници во делот на економијата, знам дека ништо од тоа нема да биде, или народски кажано, се тресела гората, се родил глушец. Според бизнисмените, мерките мора да се насочени кон малите и средни компании, зашто тие биле и најпогодени. Апелираат власта да побрза со носењето на државната помош, зашто кризата добивала на динамика. Што поскоро, тоа подобро. Без оглед на тоа во каква мера, каква ќе биде активноста, и дали или какви ќе бидат мерките и каква ќе биде помошта, за да знаат луѓето понатаму да донесат чекори. Подобро ќе биде постојано да се консултира бизнис заедницата, постојано да се прифаќаат или да се истушаат предлозите од бизнис заедницата, за да може на крај да видиме или на крај да учествуваме сите. Покрај директната помош за плати, петтиот пакет ќе содржи уште неколку мерки за спас на компаниите. Целиот сет ќе тежи околу 50 милиони евра, кои се додаваат на сумата од 1 милијарда пари кои владата ги даде за излез од кризата. Сепак и покрај поддршката, газдите главно се незадоволни од висината на помошта, зашто таа била и недоволна, бидејќи досегашните 4 пакети не ги дале посакуваните резултати. Дека тоа е така, јасно говорат и податоците од Агенцијата за вработување, која бележи на 17.000 луѓе кои останале на улица од почетокот на пандемијата досега, а бројот на фирми кои ставиле клуч на врата надминал на 6200.